Ваше Високопреосвещенство, митрополит Крушевски и Демирхисарски господин Јован, драги браќа и сестри, добредојдовте во вториот циклус на великденски предавања кои што ги организира Светата митрополија Крушевска и Демирхисарска. За наша голема радост, планските предавања се оценија како мощно добри, бидејќи лицата кои што предава и темите кои што беа одбрани да бидат предавани, беа токму да се поттикнат верниците за поторжествено и подоистинствено да го пречекаат Христовото воскресение, односно најголемиот наш Христов празник Великден. Преку тие предавања ние се поучувавме, се надоградувавме, се зацврстувавме верата на едни сигурни и силни темели, кои што нема да отстапиме ни лево ни десно од патот на Христа Господа. Ако отстапиме, тога затоа е црквата да се праша како треба да се постапи, по кој пат треба да оди. Еве и оваа година, од 2025 година, со почетокот на Великденскиот пост, започнуваат и овие предавања, кои ќе се одбиваат во секоја недела за време на Великиот пост. Како и лани, така и годинава, прв што ќе предава е нашиот архиереј, митрополитот Крушевски Демирхисарски Јован, кој беше поттикнувач за овие циклус предавања што од самиот старт кога дојде на чело на оваа епархија, да се поучуваме и да се надоградуваме и да одиме по патот на вистината. Неговата тема за ова предавање е токму поврзана со великденските пости и гласи Светата Четириесетница како мегдан за духовна борба, со што тој ќе ни образложи зашто е значаен постот, што е суштината на постот и што треба ние да се стремиме за овие богослужбени дејанија кои што се одбиваат во оваа Света Четириесетница. А сега збор му давам на неговото Високопреосвещенство да ви се обрати и да ни поучи за се што не знаеме и духовно да се надоградиме. Ваше Високопреосвещенство, повелете. Благодарам, отец Тони, дјаконе, драги браќа и сестри. И мене ми е голема радост денеска, како што нагласи отец Тони, што по втор пат, односно втора година, има циклус на предавања во оваа епархија Крушевска и Демирхисарска, а овој град го заслужува тоа. Го заслужува не затоа што само има борбен дух, револуционерен дух, туку затоа што има духовна револуција во себе. А ако ја нема таа духовна револуција, јас останувам воздржан дали може да ја има и телесната револуција, односно материјалната револуција. Човек што е внатрешно снебиен, потиштен, што нема идеја за развој, тој не може да се образува нити материјално, нити да се воздигнува материјално. Затоа бидете благодарни на вашите претходници, кои ве родиле, кои го подигнале овај град, кои живееле во духот на овај град и кои ви оставиле и генетски, и како предание, едно големо наследство. Наследство кое не се мери со ништо. Наследство кое е важно за битот и постоењето на секој човек поотделно. Да не должам повеќе во вовед, она што е суштински важно, ми се чини и вие го очекувате како дел од ова моје излагање, е тоа како се развива таа духовна борба, како што ја нагласи темата Отецот, смислата на Светата Четириесетница како мегдан за духовна борба. Тоа е темата. Сега зошто Света Четириесетница ја викаме? Многумина ќе се задоволат само со изразот пост. Меѓутоа, пост е и во среда и во петок.
и други денови. Имаме 4 годишни пости. Не можеме да речеме дека само се ограничуваме на делот на постот во овој дел на Светата Четириесетница. Туку Светата Четириесетница е многу богата со разновидни духовни активности. А кои се? Зошто се потребни духовни активности? Не е доволен само постот. Колку луѓе доаѓаат, еве вчера на Тодорова сабота или денеска на недела на православието се причат и ќе речат постев јас една недела. Но сакам да речам, и то не е малку. Постел една недела. Ама еден ден да пости човек, тоа значи да се воздржува. Постот е второ име за воздржувањето, ама севкупно. Не е значи воздржување само од мрсна храна, само тоа треба да се воздржувате човек. Тоа е почеток. Вие, некој нас не вели на христијаните, вие не јадите месо во постите, ама живи луѓе јадите. Треба да се на тоа да се базираме дека доволен е постот да не јадиме мрсна храна, а живи луѓе да јадиме. Има голема мера на точност во тоа што некои го доживува така православното христијанство. Затоа што некои луѓе сосема под некоја традиција постела бабата или дедото или не знам, и вие ќе испостат една недела во годината. И со тоа е проблемот што сметаат дека е доволно тоа. Ова сака да го нагласи темава која денес ја разработуваме, дека духовниот мегдан нема крај. Тој не е мегдан за освојување, како сега што слушате една држава нападнала друга држава, па едната се брани, па ги губи пријателите, сојузниците или не знам. Не, туку се работи за подвиг на нашиот живот. А подвиг што значи? Од вчера да бидеме подобри денес. Ајде уште да не бидам толку конкретен, подобри, и тоа е рацеан збор, што значи подобри, некој може да ме праша, туку да биде на повисоко ниво од вчера. Тоа мислам е лесно разбирливо за секого. На повозвишено ниво да биде човек од претходната состојба која ја имал. Ете, тоа е духовна борба. Духовна борба која нема крај. Ако сакам од вчера да бидам подобар, тогаш за една година е 365 пати треба да бидам подобар од вчера. А тоа е мегданот на православните христијани. Значи, не е доволно, затоа ако почнав во излагање, не велам само пост. Зашто пост, кога вели човек многу буквално и многу едноставно може да го разбери овој цел период на Светата Четириесетница. Да рече, доволно е посто, јас си постам, па некој ќе каже и во среда и во петок постам, друг ќе каже јас ги постам сите 4 годишни пости. Не се малку ни тие. Кој ги пости сите 4 годишни пости и среда и петок пости повеќе од пола година. Да ги зброите деновите, тие се повеќе од пола година. Значи кој поминува во пост. Ама сега ја да речам дека не е ни тоа доволно. Не, секој сам за себе треба да се рече, не е тоа доволно. Јас ги постам сите денови што се предвидени за пост и тоа не ми е доволно. Сакам уште малку нешто. Што е тоа што сака човекот и што не само што сака, туку што и потребува да го направи тоа. Потребува самата ситуација во која се наоѓа.
тој е подвигот или тој е мегданот, а прв период за тоа е Светата 40. Значи, затоа со векови, вие знаете, и ако некој случајно не знае, треба да знае, вашите предци или нашите сите предци ги ја одржувале оваа света 40-ница многу ригорозно. Мене, да кажеме, баба ми кажувала на чист понеделник, првиот, пред една седмица, значи понеделникот, кога почнува света 40-ница, ги миеле садовите и ги триеле целосно, не се случувало во селото во кое таа живела некој да не пости. Не, срамота било, како што е сега може би срамота дури по други градови да одите некаде, срамота ќе биде, и ти постиш? А како да не пости? Ама еден од проблемите е тоа што ние православните христијани извинете, малку обрнуваме внимание да си ја познаваме верата. Да му ја затвориме устата на тој што не само да имаме одговор зошто постиме, да кажеме во света 40-ница, туку лош збор ќе употребам да ни е гордост, зашто гордоста не е убав збор, ама да се чувствуваме исполнети за тоа што постиме. Се разликуваме од другите, јасно е, од оние кои не одржуваат светата 40-ница. Ама ние сме исполнети со тоа што одржуваме светата 40-ница. Значи имаме смисол, знаеме што е. И така ги воспитуваме децата. Знаете, едно дете кое е воспитано на права вода, ај така да кажам, на вода на благочестие, тоа ќе одраси, пушти го кај сакаш, не му се плаши дека нема да се снајде во живот. Затоа што ги знае, ги примило правите вредности уште како дете. А дете што е раскалашено со такви вредности какви што имаше минатиот систем, кој може би повеќето од нас сме го доживеале, а тоа е комунизмот, тој создава други видови на вредности. Мојот дедо одеше во црква редовно. И пред црква стоеа ориот удба, како ја викаат тогаш, или не знам, и дедо ми, кој беше напреден. Меѓу другото, фамилијата нивна е мијачка фамилија и овде во Крушево имала и дуќан. И добро, тоа помина, значи зборувам се за времето на комунизмот, и му велат тие: и ти родиш во црква. Ако нема одговор такви човек, му вели некој од власта, тој ќе си стани потиштен, ќе рече: не, јас на грешка дојдов да запалам цвеќе. Ама дедо ми, одам во црква, како да не одам, тоа ми е смисла на животот, знае да им каже. Никогаш не стана директор. Стигна до заменик директорот и не влезе во комунистичката партија, ама се осмисли човекот и ги осмисли генерациите после. Пака, дури ми не згодно да кажам што дури мене ме осмислил со токму со таквите негови пораки, дека времето помина, како што помина, гледате, беше комунизам, сега веќе не е, и ова време ќе помини, и третото време ќе помини, а црквата не поминува никогаш. Тоа ни е показ и доказ дека ќе остане во сите времиња, дека Господ има план да не одведе сите во Царството Божие. Ете, во оваа света 40-ница го откриваме, кој не го открил,
а другите што веќе го имаат откривено си го потврдуваат уште постабилно тоа дека Господ има грижа за нас. Ние не сме оставени така на милост и немилост, туку Господ има промисла за секого од нас. Сега, ако ние, старите, сигурно се ќе помогни му и ти на Господа, тоа значи дека Господ има промисла, ама бара и нашето соучество да биде во таа негова промисла. Значи, наше е да ја откриеме промислата Божја и да содействуваме на Бога. Тие се потполно црквени изрази. Да содействувам ни дава можност, пате каква чест е, ти вели како сега овие што се сојузници во војната, и сега доаѓа председател во Америка и вели, што сте вие, Германија била, плаќајте таму 3-4% од националниот буџет за да бидете нешто во НАТО. А нашиот Господ не ни вели така. Плаќајте и 100% да плаќаме, што се вели малку е пред Бога. Ама не ни вели така, туку ни вели вие сте соделатели, содействувачи. Некој со своите 100%, некој со 80%, некој со 4%, некој со 1%, некој со ништо. Ама сите ги влечиме и тие што немаат, што не учествуваат со некаков процент во тоа содейство, црквата ги влечи. Ги носи со себе, тоа е убавината. Ама тоа ќе го научиме во овој период на Светата Четириесетница. Штета е што пеењето во црквата ни е прекрасно, ама не сите разбираме црквено-словенски. Ако ги разбираме песните што се пеат, сите се поттикнувачки во овој дух, да не го оставиме ближниот свој на патот. Лесно е можеби сам да одиш во Царството Божие, полесно, ај не е лесно да речам, но полесно. Ама да одиш со приколица, а приколицата се семејството, приколицата се комшиите, приколицата се сите кои ги познаваме, кои сакаат да дојдат со нас. Односно, ние сакаме да бидеме со нив. Тоа е нешто што треба да се надградуваме. Не одма тој што денес или вчера почнал да пости и може да ги доживува сите овие смисли, осмислувања на Светата Четириесетница. Затоа велиме до крајот на животот ќе учиме и ќе се надградуваме по нешто. Не е достаточно да рече човек, постав 2 дена, 5 дена или една недела и тоа е доволно те причести. Не е доволно ниту една недела, ниту Света Четириесетница за достојно се причестиме. Ние секогаш недостојни се причестуваме. И ама еден ден да постиме, еден ден да се врзашуваме доволно, ако нашето покаяние е осмислено. Вие знаете на крстот оној разбойникот што беше распнат од десната страна на Христа, се покаја во последниот час на животот, пред да умре на крстот. И Господ му рече, ти ќе бидеш во рајот. Тој е првиот жител на рајот. Не е некој праведник, не е некој што постал целува Света Четириесетница. Никогаш може би не постал овој неправедник. Ама Господ го открива срцето. Знае што носиме во срцето. Ние самите не знаеме што носиме во срцето. Ама Господ се знае. Зашто Господ не треба, браќа и сестри, скоро може би има една проповед, некој ја слушал, може би на интернет. Не треба да го доживуваме само како човек.
Западната традиција, кои се римокатолиците останали, повеќе го доживуваат Бога како човек. А ние го доживуваме, иако е Бог човек, Христос повеќе како Бог. Ама како Бог, велиме, не знаеме неговата суштина, како човек го знаеме. Го роди Пресвета Богородица. Како дете уште го знаеме. И може некој да рече, а од Назарет може нешто добро да дојде. Кога велат во Евангелијата тоа е напишано. Ама како Бог ништо не знаеме. Тоа можеме по нешто да предпоставуваме. А тоа по нешто што го предпоставуваме, ако ми дозволите, јас велам дека во секоја честица од нашето постоење и во околината е нашиот Господ. Тој не е само како човек, нема изглед како човек само, туку е во се Господ. Така и велиме, ние лесно е да речеме се, во се е Господ. Ама малку да го замислуваме како може во се да биде. И во срцето мое, и во срцето ваше, и во срцето на другите е Господ. Ама не само во срцето, тој е и во воздухот, и во црквата, и во оваа камера што не снима. Во се е Господ. Тоа не можеме да го разбереме и затоа велиме суштината Божја никој не може да знае, освен Светата Тројца. Отецот, Синот и Светиот Дух може да си ја познаат суштината. Ние не можеме да ја познаваме Божјата суштина. Ние нашата суштина не си ја познаваме. Колку проблеми имаме со здравието. Ако си ја познаваме суштината наша, нема да имаме проблеми со здравието, со штрастиге, да си поправиме нешто. Нешто стигнуваме да поправиме, ама не се. Колку болести се неизлечиви. Моја болест велат неизлечива. Неизлечива, сега останала си ја носиш на грб, си носиш. Тоа е единствено. Колку имам се молиш на Бога, само дај ми Господ, само биди со мене. Ајде, не дури ни дај ми полесно да ми биде, биди со мене. Ако Господ е со нас, не се грижите од ништо. Ќе го поминиме секој чекор во животот, ќе го поминиме достојно, не велам лесно. И оваа света 40-ница не ни вели дека лесно треба да поминиме низ овој период. Туку ни вели достоинствено и да поминиме со надградба духовна. Потоа, и за тоа да зборувам, малку се оддалечив за духовност, што е. Често пати ќе слушни тебе во материјално време и кога живееме, духовно нешто било, поезијата била духовна, да кажем, или не знам, некои други изрази на творештво на човекот биле духовни. Тоа е само неправилно употребување на зборот духовен, зашто духовен е невозможно да се биде без Духот Свети. Сега прашањето е, може атеист, неверник во Бога, да создаде нешто духовно? Нема да му ставаме кочница на Духот Свети. Духот Свети има слобода и кај атеистот да делува, и кај друг да делува. Нема, значи, граница Духот Свети. Нема граница, зашто овие велат дури Вселената нема граница. А камоли Духот Свети кој е творец на цела Вселена, како може тој ограничен да биде, а ова Вселената немала граница. Значи, Духот Свети нема граница, ама немајќи граница, тоа значи дека може да действува и во каде сака. И така вели Светото Писмо, Духот Свети дише каде што сака. Не можеме ние да речеме,
Овој може да содаде духовни работи, третиот не може. Меѓутоа, понешто ни се дадени репери да можеме да препознаваме работи. И велиме, чекај, може ли чичката грозје да роди? Тоа ни го вели Евангелијето. Значи, не е можно од атеист, кој нема никаква, не е можно, пак велам со воздржување, не е можно, ама не е можно да излезе нешто духовно, во смисла што ќе го прослави Духот Свети. Не било што за нас може да биде духовно. А за некои кои живеат материјален живот, се може да биде духовно, се што не е материјално, многумина така го живеат. Се што не е материјално, тоа е духовно. Не се што е невидливо е духовно. Не се што е прозрачно е духовно. Духовно е само она што е во Духот Свети, произведено од Духот Свети или во содејство меѓу човекот и Духот Свети. Тие критериуми, тие работи треба да ги вреднуваме во оваа света 40-ница. Значи, период е за длабоко размислување, не само за телесен пост. Не да се ограничиме само на тоа телесно, да постиме и испостивме на недела или 49 дена, колку е 40 дена. Не е доволно тоа, ама и многу е тоа, истовремено. Не е доволно за оној кој сака многу да напредува, а многу е за некој кој можеби не го разбира се ова што го зборуваме. Тешко му паѓа. Тешко, едноставно, не едноставно. Сите кои сте постеле знаете дека не е едноставно да постиш една недела или па 49 дена постиш, па тоа е вистина позиголем. Ама на тоа сме поканети како на вечера. Исто така, кога оди некој на вечера, некој ќе касне нешто, па не е толку гладен, па нешто на вечерата ќе му се допадне, друг ќе рече не е добра вечерата, не беше добра, тоа што добро, претходно бил најаден, ама духовната вечера која ни ја прилага Господ нема крај, значи нема затоа често пати во химните кои ги пееме слушаме изобилно јадење. Изобилно е духовното јадење затоа што нема крај. Ти донесува едно на трпезата, почнуваш да сакаш и нешто друго. После сакаш и нешто трето. Не знам дали ќе се согласите, ама кога гледате една трпеза, ајде го пробам, велиш и ова. Ајде, може би е зарадодно, може би не зашто е гладен човек, ма вели, ајде го пробам и едното, да пробам и другото, да видам како домаќинката го направила и третото. И сака се да види. Така е исто и во духовниот живот. Кој ќе стигне на едно ниво, човек сака и друго, и трето, и четврто, и пето, и расте, и нема крај. Тој е овој период на црква, 40-ница. Значи, на некој начин не ограничува сите. Во текот на другите делови на годината, велиме, морам да си допуштам некако, затоа што морам да завршам и други работи, семејството чека од мене и не знам што. И си наоѓа оправдување некогаш човек, јако велам, кој ќе совлада многу лекции во цвета 40-ница, и то нема да си го дозволи. Ама, кој ќе се го дозволи во другите периоди
кои се надвор од цвета за 40 дни. А цвета за 40 дни му е како некаква кочница. И те вели, чекај, ако не можам да се водржам 49 дена од 365 дена, што можам ја да направам? А колку луѓе не можат да се водржат и гледате материјален напредок може да има. Колку луѓе се популарни во овој свет и млади и те велат, ами чекај, овај пости бе, 49 дена пости кои таму, еве, некој земете популарен човек што е во Америка или не знам, пости тој. Зошто да постам јас? Затоа што тие идоли кои ги прифаќа младината во суштина се себељубиви луѓе кои сакат само егоистички да го одживеат живот. И жалосно е што тие млади луѓе, нашите млади луѓе им стануваат идоли такви личности. Но тоа е широка тема, многу треба да се зборува секако, затоа што црквата, браќа и сестри, е едно подрачје на Логосот Божи или на зборот. Зборот е широк, не е доволно како човек ќе го употреби тој термин и мисли дека е збор. Зборот е многу, гледате колку зборови искажав и се е збор. И уште колку стана неискажани, и уште колку книги остана непрочитани, а се е збор. А збор е превод од елинскиот термин логос. Логос, оттаму и логика излегува. Значи, ние имаме збор или логика на постоењето и таа треба да се овладуваме. А поблагословен период да ја разбираме логиката во длабинска смисла на постоењето од светата 40 нема. Нема, затоа што е тој благословен период едноставно повеќе луѓе околу нас. Еве, тој на предавање толку луѓе колку што да, ама сите вие имате желба за надградба во тој духовниот живот. Сега, има сигурно уште многу други луѓе што не живеат во Крушево, многу луѓе што ќе не гледаат на интернет. Сега е многу полесно достап некој да имаш, ама во исто време и многу потешко. Затоа што овие работи што ги снимаме, а се многу сериозни, луѓето ги гледаат додека мешаат во тенџерето или додека некоја друга работат и не се задлабочуваат некој во длабочината која носи пораката. Затоа треба да седне човек и, ајде да не речем да не слуша нас, туку барем да чита. Во некое време живееме кога е девалвирано читањето. Мене бар така ми се чини. Ама да, без читање можеш да имаш информации преку интернет. Многу информации се стекнуваат. Ама не можеш да имаш систематско знаење. Систематското знаење единствено преку читањето. Или во наше време, зашто е достапна книгата, го зборам читањето порано, и преданието било доволно. Затоа нашата црква е црква на писмото и на преданието. Значи, му кажува дедото, прадедото, на внукот или не знам, и тој го прима во себе. И кога ќе дојде тој да биде дедо или прадедо, го преда на ретите генерации. Сега имаме книга и можеме дури
и оно што не успел нашиот дедо или прадедо да ни го каже, да го систематизираме преку книгата. Ама книгата не треба да ја доживуваме како што го доживуваме интернетот како извор на информација. Не е доволно се рече дека е информација она што го примам, туку е складирано и систематско знаење. Тоа треба да го примаме, тоа ќе ни даде една ширина, не за да можеме да се изразуваме, не за да можеме да држиме проповеди, туку да си го осмислиме животот. Човек, ако не си го осмисли сопствениот живот, тој што дека му каже, им кажува, им предава, еве на децата, на внуците или на некој. Не ќе има силина и длабочина таквиот збор. Зборот кој не е проживеан, а затоа е Светото 40 дни, за да проживееме. Он длабоко да го ставиме во себе и од длабочината на нашето постоење да им го изнесеме на наредните генерации. Длабоко е сваќањето секако за ова и не може веднаш, како што и нагласивме уште на почетокот. Не може веднаш човек да ги совлада некои работи. Меѓутоа, затоа овој период, година е друг период, третата година е трет период. И колку што ќе живее такви периоди и ќе доживува човекот, толку и ќе има можности подлабоко да влегува во битието, прво сопствено, а после, ако влети човек, тоа многу јасно им било уште на старите философи. Запознај се себе си, велат, за да ги запознаеш другите. Ако се познаваш себе си, лесно ќе ги познаваш другите. Проблемот е што ние често пати бегаме од себе си. Бегаме и не можеме да се задлабочиме во себе си. Да, не можеме ни себе си да се откриеме, како и ќе откриеме другите. Затоа тие се работи кои секако се врзани со овој период на Света 40 дни. Зашто е најдобро време за тоа, не затоа што пролет само ни доаѓа, тоа е уште едно благополучие, да речем, што ни доаѓа пролет. Во пролет човек е повесел, повеќе развиен, полесно се движи, отколку во зима, дека има многу препреки во зима. Ама не само за тоа, туку затоа што човек кој се надградува себе си, кој е надграден од пред години, токму низ овие периоди кои ги поминува. Има друг период, секако може да има и треба да има, ама поблагополучен, велам, да му простиш на другиот. Села богослужба не поттикнува на тоа, уште пред да дојде Светата 40 дни. Вие знаете, пред една седмица се проштевавме тука во црквата. Ама како да му простиш прашањето на некого, ако тој продолжува со истиот греф, ајде да речам, или со истата грешка што ја прави, не само кон нас или кон другите. Ќе му простиш заради Христос. Една песна на Великден што ја пееме како кулминација на се, да му простам на другиот заради воскресението. Не затоа што заслужува, не вели затоа што тоа е многу добар да заслужува или не знам, и тако дури да е. Не му простеваме за тоа.
прощаваме заради воскресението, ајде да речем малку егоистички, заради самите себе си му прощаваме на другиот. Зашто нема никаква сигурност дека ние би го наследиле Царството Божие ако не простиме. Овој период на Светата Четириесетница на тоа не учи. Не учи во се. И затоа е потребно во овој период на Светата Четириесетница, особено велам во овој период, црквата да ни биде собиралиште. Секојаш треба црквата да ни биде. Еве сега скоро ќе издадеме една сликовница која, да знаете, не е сликовница за деца, туку е сликовница за возрастни. Се вика Утре е недела. Ова го спомнувам бидејќи сакав да кажам дека секоја недела за нас не само што е Великден, туку е благословен период да доаѓаме да се собираме во црква. Ама особено овој период на Светата Четириесетница. Да се денес беше торжество и јас дури и во проповедта го нареков така, иако не сум го сретнал, еве ќе ви кажам дека втор ден после Великден овој денешниот ден. Затоа што е победа над сите ереси во црквата. Торжество над сите торжества. Прво најголемо торжество е воскресението. Ама торжество и денешниот ден. Зашто нема друг ден кој прославува таква победа на црквата над сите погрешни учења. Ден. Затоа и ја нарекуваме недела на православието. Драго ми е што навистина со внимание ме слушавте колку што можам јас да видам во вашите лица и во вашиот став. Ако некој има нешто да ни каже, да ни дополни, зашто сигурен сум дека не кажавме се. Уште многу работа има, да запишував нешто, ќе бидам отворен пред вас, запишував нешто, него ни погледнав што запишувам. Ама трагедијата е уште поголема, кога се вратив, денеска служев во Демирхистер, кога се вратив во манастирот, таму во Бицела, немаше струја и не можев да го отпечатам. И пуштавме кабел долг 300 метри до комшијата кој има генератор за да го отпечатам ова, а него ни погледнам. Ето е некоја моја трагедија. Што да правиме, ако имате уште нешто да ни докажете, да не дополните, повелете. Добро, ако немаме, можеме да се одмориме, што се вика, од моето излагање, кое за некого сигурно беше и напорно. Ви благодариме Ваше Високо Преосвещенство за исцрпното Ваше предавање и ние како Ваши слушатели и слушатели на Светата Црква да се замислиме малце, да го зголемиме нашиот подвиг и како духовни и телесни битија, што повеќе да се подвигуваме во овој пост, пред се да си, како што рековте вие, да почнеме самите себе, да си испитаме нашата совест, а потоа и да ги спознаеме другите и како би реагирале кон другите, тоа ќе види според нашата совест како ние ги би поставиле на нивно место. Убава тема, убаво разложение на владиката, вечер пред да се легнеме уште еднаш да се замислиме како ние ќе постапиме како луѓе, а јас сега имам уште една чест да навестам дека следното предавање наредната недела ми е од наш домашен човек, од дипломираниот теолог и сега магистрант на Богословскиот факултет во Белград, нашиот Благојче Танасовски, кој што ќе зборува на темата уважението на човековата личност преку Божјите несоздадени енергии. Таа е научно интересна и тешка тема. Се надевам дека тој ќе најде еден добар начин да ни ја образложи, да ние разбереме што сака преку тоа да ни искаже. А јас ќе го оставам малце во нетрпението наредната недела да го слушаме неговото излагање. Ви благодарам што дојдовте на ово предавање.